Трагедијата во Кочани се уште не ни дава мир и добро е што е така, затоа што ни се случи нешто незапаметено во поновата историја. Се уште раните болат, но радува фактот што луѓето се организираат постојано за да направат нешто и на тој начин да си помогнат во справувањето со емоциите кои што постојано ги имаме во секој миг кога ќе помислиме на тоа што ни се случи. Најмасовната хуманитарна трка со цел и со можност да се соберат средства за семејствата на трагично загинатите, како и погодените од целата трагедија, ќе се случува, како да се пријавите, како да учествувате, без разлика дали сте искусни во трчањето или пак само имате желба да бидете дел од оваа иницијатива. Можете да го сторите тоа, нели? Оливер, добро ти утро и повели. Така, добро утро Јована, повтор пат ово утро, добро утро и до сите гледачи кои нешто подоцна се вклучија со нашата утринска програма. Токму така како што спомена во самата најава, ние ова утро во ова второ линковско вклучување се наоѓаме во просториите на Europe House, кој што е организатор на најмасовната трка со хуманитарен карактер во поновата човечка историја, би рекола. Тоа е трката со наслов Сите за Кочани трчаме заедно. Трката е по повод Денот на Европа, 9 мај, а средствата од котизација ќе бидат донирани на повредените од пожарот во Кочани, кој што за жал се случи пред скоро 2 месеци. Но повеќе детали за тоа како сите гледачи кои што моментално не гледаат да се пријават на ова трка и сите поединости околу истата, ово утро ќе ни открие господинот Валун Салих, одговорно лице за комуникации во Europe House. Добро утро, добро утро нашата утринска. Добро утро до сите гледачи, добро утро до вас и добро дојдовте во просторите на Europe House. Така, за почеток нови разговор, како се роди идејата да реализирате една ваква трка и која е основната цел поради која истата се реализира? Значи, као секоја година, како што знаете, Сегдени се Европа се обележува Денот на Европа. Ние тука веќе години наназад организираме настани во месецот мај, кои што се поврзани со Денот на Европа. Тоа се низа настани кои што се одвиваат овисно низ целиот месец. Така беше планот и за оваа година, меѓутоа, како што веќе сите знаеме, се деси тоа што се деси во Кочани и искрено не видовме причина за прослава годинава, меѓутоа сакавме сепак никако да го обележиме Денот на Европа или месецот мај кој што го обележува и Денот на Европа. Размислувајќи, дојдовме до идеја некако да ги поттикнеме сите, целото општество, некако да придонесеме и да направиме нешто за Кочани и мислам дека нема подобра идеја од да искочиме сите на отворено, да трчаме символично за Кочани и некако тоа да го користиме за да може секој да направи барем некоја мала донација и секој од нас да даде некој мал придонес од себе. Така да идејата дојде од тука, работиме веќе повеќе од 1 месец на целава организација, ќе се трча во 7 града, ќе се трча во 1 ден и ќе се трча за една иста цела, тоа е да помогнеме на Кочани. Трката ќе се реализира на 25 мај, но она што е карактеристично тоа што нема да се реализира само една трка, па колку трки ќе се реализираат на овој ден и пошто истите ќе се разликуваат. Значи, као секоја година, така и оваа, сите настани околу Денот на Европа, ние ги организираме низ целата мрежа на Europe House. Тоа значи во 7 града, затоа што имаме 7 центри на Europe Houses низ државата. Тоа се Битола, Струмица, Крива Паланка, Тетово, Струга, Скопје и Велес. Така да решевме во сите градови кај што имаме Europe House да организираме трка. Трката нема да биде од надпреварувачки карактер, туку ќе биде рекреативна, така да може да трча секој. Сите информации поврзани со секој град ги имате на самите Facebook страници
значи информација од типот од каде почнува, каде завршува. Претежно сите трки се околу 5 километри, само во Скопје, ако не се лажам, имаме 10 километри трка. Во Скопје ќе се трча на средно водно и како што кажа на 25 тоа е во недела, во 10 часот сите заедно во изден. Идејата во 7 града не е случајна. Ние центрите на Europe House не случајно ги распределивме во овие градови, пошто во секој град покрива поширок регион. Така да со сите овие центри ние реално ја покриваме целата држава, така да идејата е да трчаме сите заедно, цела држава, европската делегација, амбасадите и така натаму. Така на покана и до гледачите кои што не гледаат од цела Македонија да се информираат каде има регионални центри, да се пријават на тоа место да земат учество во ова хуманитарна трка. Споменав дека и вие исто така дека средствата од котизација од ова трка ќе бидат донирани на семејствата на повредените од кочени, па во прилика би сакал да прашам што беше пресудно да се одлучите на овој чекор и дали очекувате голем одзив од граѓаните да се пријават на оваа трка? Ја повикувам на голем одзив, не зашто ние го организираме, туку затоа што секој кој што учествува се зголемуваат средствата за кочани. Така да искрено до сега има доста пријавени, меѓутоа еве користам пак прилика да ги повикам сите кои што не гледаат, па и тие што не гледаат. Ако може да им се пренесе, лесна е процедурата, треба само да влезете во sitezakocani.mk и да направите минимум котизација 300 денари, секако кој сака може и повеќе да донира, меѓутоа таа е процедурата. Го бирате само градот и другото е да облечете патики на 25 да дојдете да трчаме. Дали веќе имате идеја каде би оделе овие средства? Дали веќе воспоставивте контакти со работка со некои од хуманитарните организации кои што се грижат и даваат поддршка и помош на повредените лица од овој страхотен пожар? Да, соработуваме со Црвен крст, значи они веќе имаат своја платформа, имаат начин како ги распределуваат, имаат цел каде ги распределуваат овие средства, така да мислам дека коректно беше овие средства да идат директно во Црвениот крст, па они после да го менаџираат тој дел. Така да барем од тој дел све е транспарентно и мислам дека ќе идат на правото место, пошто стварно гледаме дека луѓето таму имаат потреба и како од секој од нас и мислам дека ова ќе е добра прилика сите да направиме нешто за куќа. Споменавте дека има досега голем одзив за ова трка, но еве споменавте дека се правува електронски при самата пријава. Кои податоци би требало граѓаните за себе да ги остават кои што сака да се пријават на оваа трка? Едноставно е, име, презиме треба и тим. Ако веќе се аплицирате као тим, па ќе има многу бизниси кои што знаете во сите трки кај нас сака да трчат као тим. Едноставна е процедурата, ставаш име, презиме, тимот, ставаш имейл и после на тој имейл, после пријавата и донацијата ти стигнува потврден мејл дека веќе се аплицирал и успешна е апликацијата, со тоа добиваш број и ќе ги известиме граѓаните кога да поминат и да ги подигнат бројвите. Најверојатно ќе биде еден ден пред настанот, меѓутоа тоа накнадно ќе го комуницираме. Со оглед на тоа што споменавте дека се очекува голем одзив, дали постојат ограничувања во поглед на тоа на таа бројка колку луѓе би можел да земат учество во трката и дали доколку се исполни таа бројка првањата би биле затворени порано од тоа што се планира? Немаме некоја бројка. Обично трките, маратоните се отворени, што повеќе, што поголем број, пошто се трча на отворено, обично се трча во голема група. Пак ќе кажам, би ни било мило да има голема гужва не само во Скопје, туку во секој град. Така да ги потикнувам сите и од тој аспект барем нека не моја мислат, пошто има место, водно е големо, така да што поголем број мислам дека подобро за сите. Како би ги охрабриле, би ги мотивирале сите оние кои што не гледат моментално да дојдат на оваа трка? Зошто е добро да се зема учество од истата? Па нема поголема мотивација од хуманоста и солидарноста. Ние као
Као држава знаеме дека сме хумани, дека сме солидарни. Не случајно Денот на Европа, делегацијата на Европската Унија го обележи во Музејот на современа уметност. Тоа е символот на солидарноста после земјотресот, така да мислам дека само по себе мотивација да направиш нешто за општеството. Тоа што е клjučno е дека трката нема надпреварувачки карактер, така да може секој рекреативец и не мора да трчаш 5 километри, има повеќе луѓе кои што ги пешачат тие 5 километри. Така да не мораш ни да бидеш фит, не мораш ни да трчаш секој ден, али можеш да дојдеш и да донираш за кучени на 25. Благодарам многу за овој разговор и овие споделени информации. Ви посакувам успешна реализација на целиот овој настан во 7 македонски градови на 25 мај. Благодарам и вас за поканата. Поздрав. А нам Јована не ни останува ништо друго освен да ги повикаме нашите гледачи во што помасовен број да се вклучат во оваа трка во овие 7 македонски градови, на тој начин да помогнат на сите оние повредени од тој страхотен пожар кој што за жал се случи пред 2 месеци во Кочани.